Добар ден, почитувани, се наоѓаме во една пријатна ладовина во атарот на село Рибарци, Кавадаречко, или општина Росоман поточно. Овде сме со намера да направиме пресек и да ја на еден начин лоцираме состојбата со откупот на праски годинава во Тиквешијата, посебно во општина Росоман, и низ разговор што ќе го водиме со еден производител на праски, да видиме каква година имавме оваа 2017 година. Во една пријатна атмосфера се наоѓам во имотот на семејството Давчевски во Рибарци. Со мене е Димче. Добар ден. Добар ден, Маријан. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов. Со вашето семејство годинава, а и сите овие години се занимавате и со земјоделие меѓу другото. Да, фамилиарно сите, значи претежно не ни е главна, али кога веќе сме у Росоман, кога сме во општина Росоман, ако немаш праски, значи како да кажам, тоа е немавме ни едно дрво праска, а сега имаме едно голема плантажа. Ова место кога го купите пред 15-20 години беше немаше ништо овде. Значи ние не потекнуваме од Рибарци. Добро. Така да ние сме доселени во Кавадарци од мои 5-6 години. И ова место е купено од мојот татко, од мојата мајка, каде што у пензија да си имаат мир, тишина, така да ни градот имаме исто свој имот, али еве овде повеќе сме тука. Кој дрста, што садивте? Како беше тогаш и што решивте во главата да направите? Па, значи тогаш имаше нагло се садеше праската. Добро. Како што кажав, немавме ни едно дрво, не ни знаевме како се одгледуваат. Така да со тек на времето се научивме се. Значи се сами, заеднички, фамилиарно, од кроење до ретчење на праската, наводнување, се што треба околу праската, прскање, значи сите работи сами. Овие 15 години станавте вистински агрономи. Сами, све сами, да. Освен праската, што е тоа што можеме да го најдеме на вашиот имот овде? И кајсија имаме доволно. Значи тука е позади нас одма, значи све ми е тука во дворот. Така да имаме од сите дрвца. Значи претежно е кајсијата и праската, има и вишна, има и црешна, има и ореви, многу имаме. Каде што и лешникот е застапен сега, некои 7-8 декари имаме насадено. Ореви имаме некаде 3-4 декара, каде што кој ќе се исчистат праските, значи имаме негде 15 годишни дрва праска, уназад некои се 10, некои се 5, така да како се обновувале. Али сега тоа место ќе биде со орев и лешници каде више се посади. Значи кај семејството Давчевски се е плански направено и посадено. Точно. Кога завршуваат праските, почнуваат оревите, кога завршуваат оревите, се посветувате на нешто друго и така натаму. Дали сето тоа е направено уште со садењето да биде така планирано, произведено и продадено или пак плански. Па полека и плански, така да еве и сортите така се направени. Да речеме да не биде многу нагло. Добро. Затоа што сами се работиме. Кога береме, значи се сами береме, се сами работиме. Имаме, да речеме, од една сорта 20, 30 до 50 дрва. Една сорта. Како ја береме таа сорта, после стигнува другата сорта и со тек на време, со се поред, полека, така да идеме до август, септември, више завршуваме со праската што е за компот. Така да ги имаме прилично. Доста сорти имаме. Сега ги имаме глохевенот е наред, редхевенот. Еве оваа праска, како не го знаем името, али крстена е од мене еве некои 10 години. Според формата, уште е поголема, значи ова е нешто минимално. Така, значи има уште поголеме тоа. Има уште поголема. Една година, имавме некаде од оваа праска, каде што беа приличито измрзнати, у мала количина, приличито 1 до килограм. Вистина. Точно. И каде што го добија името на нашата позната пејачка Благица Павловска. Твоја пријателка. Исто моја пријателка, каде што сега се шалиме на таа тема и тоа е тоа. И доста позната у Росоман оваа праска која што е Благица Павловска. Колку сорти на праски одгледувате вие како семејство Давчевски? Како помине оваа 2017 година? Дали сте задоволни? Кои проблеми ги имавте? Што е тоа што треба в година да го направиме? Па како што кажав, претходно, значи ги имаме доста сорти, ги набројавме, така да имаме и гола, ендепенде, не знам, многу сорти се појавија на пазарот, така да и не ги памтам сите, али
ги имаме приличито доста. Добро. Така да пазарот. Па некоја година добро, некоја година лошо. Како за сите, така и за нас. Ова година велат лошо помина праските. Па, Според вас, Па приличито. Лошо. кај цените или квалитетот? Квалитетот јас секогаш се трудам да извадиме добар квалитет. Значи секогаш се трудам, секоја работа што ја работам, без разлика дали е праската, било што и да работам, се трудам да од срце го работам пред се. И се трудам да извадиме добар квалитет да биде, затоа што кога се носи на откупот, тоа што не е квалитетно се трга на страна, се носи за меки праски, каде пошто после процедурата е за сок, за џусеви и така натаму, али тоа е се плаќа минимално за да не се фрли. Годинава и доста пријатели, колеги земјоделци Добро. мои, каде што има и доста и ги фрлија праските. Вистина. Да, има доста, али се надеваме дека од година ќе биде подобро. Гледам во Росоман, поминавме од таму многу нови изградени куќи. Така. Луѓето постојано се жалат, ниски цени, ова и така Добро. натаму, меѓутоа има пари. Се заработува доста од праските. Дали е ова точно, дали е факт, дали е тешко за таа заработка или е лесно? Без секоја заработка си има тежина. Земјоделието не е лесно нормално, сите Апсолутно. знаеме, али ние во Тиквешијата глобал, општина Росоман, ја мислам дека нема повреден народ од нас. Не да се фалиме, али мислам дека е така. Еве ќе напоменам општина Росоман, каде што пола жените ги возат тракторите. Значи нема, јас не знам куќа кај што нема трактор, кај што нема кола, значи луѓето се многу вредни. Овде и кај нас во село, значи сите околни села. Така да овде нема мрзлив народ, би го рекол. И нема сиромашен народ. Нема сиромашен, така да сите се вредни работат, али треба малку повеќе да се плати тој труд. Знаеме колку е тешко земјоделието, значи имаме тука и други трошкови, имамеорање, нафти, ѓубрење, доста работи, прскање и сите тие работи, така да треба малку повеќе работа. Значи, ние не се бавиме со политика, со мотика. Така да... Таквите работи во земјоделието барат многу човечка рака. И претходно спомнам, значи ние Исклучиво. ги имаме искласифицирано, значи толку убаво направено поред праските кои како се оздреваат, така да немаме многу на еднаш род. Значи ако се повеќе, да речеме од една сорта, ако имаш декар повеќе, значи нормално треба повеќе луѓе, помош, работна рака и така натаму. Значи кажав, кај нас така се направени сортите каде што имам да речеме на една берба 1000 кила или 500 кила, каде што сам. Добре. Не, се станува рано, кажавме дека земјоделието не е лесно. Се станува рано, некаде во 4 станувам на Сабајле, каде што, нели, спремно ми е се од вечер, што треба гајби, кофи, тракторот, се е спремно, само се качувам и заминувам. Кај мене се е во дворот, како што гледате. Да. Се ми е тука, значи јас земам кофата и влегувам, берам праски. Немам транспорт, значи подалеку немам нива, се ми е тука. Освен кога го предаваш на Да, откупниот пункт. значи од тука, кога ќе се обере праската од Сабајле, уште рано, значи јас сум секогаш прв на откупниот центар, така да што е добро, Добро. значи после се ствара и гужва и така натаму. Апсолутно. Така, али таму има доста. Има жени кои што по 20 жени, да речеме, како ги редат праските, брзо оди, али сепак голема е општината, сите се производители, има доста и производство, така да најубаво е да си прв. Во оваа општина многу се ориентира кон собствено складирање во ладилници. Така. Дали ти такво нешто си размислувал на оваа количина од над 20 хектари прилика колку имаш? Да. Не. Значи сега не Тоа е сум голема размислувал, инвестиција. да, голема инвестиција. Значи имаме у Росоман кој што направија луѓе кои што се мои пријатели, така да имаат хладњачи направено и таму ги складираме и ние нашите праски ги носиме, значи со откупни центри, каде што извезуваат колку можат, како можат, сега не сме разговарали на таа тема, али кога носиш квалитет, така да не е проблем за ништо. Што би препорачал ти за консумација? Која сорта на праска најубава? Еве, нека чуем гледачите.
А сите праски се убави. Знаат дека така. Сите се убави. Ова што ја Сите гледаме се- е каква праска, за каква консумација, свежа или за некоја индустријска обработка? Па може за се. Значи секоја праска е исто. Значи може и за компот. Значи ајде да речеме последната сорта е за компот или може и ова за компот каде се твои коската, Семката семката. Така да секоја праска може. Значи оваа праска се бере малку позелена, пошто е таква сорта која што ако презре омекнува многу бргу и така да Не и е добра за квалитетот транспорт. не е добра за транспорт и не е добра за ништо за јадење. Али ова е малку покисела и така да добре. И оваа праска и глохевен од сите субави. Значи нема неубаво. Вие во Росоман имавте град, ми се чини, Лани. лани, имавте некои измрзнување. Кажи ми, колку се според тебе вкупните штети оваа сезона или пак оние индиректни фактори кои влијаат на годинашно производство? Па вака се. Лани имаше град имаше и кај мене имаше, па голем дел од производството се даде на мека праска, Добро, каде што добро. кажавме за производство Тоа е на втора, трета сокови, класа, така. така, да. Каде што е платена да не биде фрвена. едноставно. добро. Така да мрзнењето имаше пониските делови. Кај мене малку. Ти си малку нависочен, Да, така? малку сум нависочен, значи мал дел каде што еве кај сијата малку имаше нешто измрзнато. Значи уназад некои 5, 6, 7 години ги имам кај сиите. Секоја година мрзнеа. Годинава на тој мраз, на тој студ јас набрав приличито многу кајси. Браво. Годинава, али исто аз сум многу убави сорти, каде што и крупна, убаво одгледана, наѓубрена, се поред што треба. Така да набравме, можеме да се пофалиме со кајсијата годинава, значи имаше добра цена и така и да продолжи. Мајките ми се пофали дека вие буквално секое стебло го гледате како мало дете. Точно. Го ѓубрите, го окупувате, му ставате ѓубре, го наводнувате Така, и така натаму. Ова така е, е. да речеме, 4-5 класа на земја и бара по интензивна обработка. Така е. Со кого, Димче, го работиш ово име? Дали сам, со своите деца, со браќа, Па е, колку луѓе имате? јас и влијание? брат ми, мајка ми. Кирка ми е тука. Внуките Помага? мои исто помагаат доста, значи кога има малку повеќе работа. И да речеме првата сорта што е спринг кресот и кајсиите се подудара, значи тука некаде тоа втората сорта на кајсиите. Тука малку треба повише рака работно, али нас не има доволно. Така да, кирка ми, внуки ме, брат ми е тука постојано, значи, така да се сами заеднички. Консултирате ли наука? Рековте, приучени сте во кроењето, во Да. третирањето. Да, значи се консултираме секогаш со колегите кои што имаат поголемо искуство, значи повише имаат работено, кроено и така натаму, работат на земјоделието, така да јас секогаш се консултирам и се надградувам, така да човек учи додека е жив. Инаку нема импровизација на ваков имот, не може да се играш ти со Не одредена може. култура Не може. ако немаш стручно знаење. во таа смисла. Нормално, да, не може. Не може така да треба да се прашува, не е срамота да се праша, срамота е да се краде и лаже, јас колку што знам, така ме научиле моите родители. Добро те научиле? Да, и така да честно и поштено секоја се консултирам. Ова подрачје на Рибарци е питомо подрачје, дали Така. освен тебе произведуваат и други праски и ваков вид на култури? Има, доволно има. И доста има и од Росоман тука што имаат На овој- праски, да, во овој во ватерен овој селото. дел, да, така да има доста. Како е состојбата со лозарството, има ли лозија? Има. Имаме и ние лозија плюс. Да, Во каква имаме. кондиција вие годинава? Па добро е, малку имаше измрзнување, али сега добре, Кои сорти приличито. претежно се Што вика, добри и застапени кај вас? па картошија да е кај нас повеќе. Астелско такво послабо е, јас знам дека повеќе сме деревка и картошија, значи колку што знам овој дел кај што ми се комши, колеги и така натаму. Така да повеќе е тоа грозе застапено овде. Субвенциите се значајна ставка за поттикнување Така. и развојот на земјоделието. Дали сте вие задоволни од субвенциите? Па Како секогаш треба да бидеш Значи, исправен, добро. тоа што се бара, значи е доставено. Значи ајде тој дел си го се брат- контролира ли од страна на стручните служби? Да, она и што треба го да се плаќаат? контролира. Добро. Треба да се контролира затоа што се достава документација на имот, значи сите тие работи што е добро. Добро. Значи тука нема утка, каде што треба тоа да се прави и тоа што сето тоа што е доставено си е платено како што треба и тоа е тоа. Али треба да растат.
Тоа сакам да ја прашам. Треба ли да останат како стимулации во земјоделскиот Треба сектор? треба да има еден раст. пораст на Треба да има. износот, Секоја година треба да има раст, како на се што се покачува цена, да речеме така, треба и да растат и другите цени. Дали вашето семејство било стимулирано на тој начин да се внесе, да не речем, во оваа гранка од стопанството во земјоделието, толков има да обработи да заради субвенциите или не? Не. Или имате желба Субвенциите како дојдоа нешто покасно. Значи сега колку години се уназад не знам точно да кажам. Така да субвенциите дојдоа покасно, значи ние 15 години имаме дрвца кои што се обработуваат, така да вие сте решили да правите да, земјоделие? субвенциите кога дојдоа, значи добре дојде. Ако не би биле, би одгледувале или било како? А и претходно ги одгледувавме. Значи, и пред субвенции. Значи за тебе земјоделието е и без и со субвенции земјоделие. Да. Значи кажав, секоја работа што ја работам, значи ја работам со љубов. Значи што имаш успех, не? Да, точно. Јас сум задоволен. Насмеани ведари, од така и го имаме овој контакт со Димче. Така. Дали росоманчани или оние што продаваат праски и вакви култури ова година се задоволни? Дали ти имат оптимизам во себе и што очекуваат да се случи идната година? Па кажавме претходно, значи секој се надева на подобро. Значи ние секогаш сме во контакт, јас имам доста пријатели, каде што пријатели кои што ги стекнав, значи не сум од детството, што ги стекнав во текот на овие години, стварно имам многу пријатели во Росомон и тоа ме прави уште поголем и посреќен. Значи јас секогаш си сакам пријателите, тоа ми е најголемото богатство, значи другари, другарки, пријатели од 7 до 77. Добре. Тоа секогаш сакам да си го кажам, затоа што еве ќе кажам многу брзо се уклопив тука затоа што мојот татко работеше во Фени. Многу колеги, значи многу со нивните деца, значи генерацијски се поклопивме и стварно имам многу пријатели, тоа сум горд на тоа во Росомон, исто и Кавадарци, али повеќе во Росомон. Така да еве мајка ми. Ова веќе зрело грози од Да, ова сезона. за Маријанова. Добро. Да. Ова е нешто што го имаме у двор, значи одер и така натаму. Која сорта е ова грози? Асталско сега не му знам, не му го знам името, не е кардинал, али не знам како се вика. Ова се точно. така да речените нови сорти кои дојдоа Така, така, ова е сега некаде Black Magic или е Black Magic или е Кисело, важно е кисело. Ова е убаво за луѓето кои што имаат шеќер. Да го консумираат. За 20 јули е многу рана берба ова. Значи ова е сорта некаде у дворот, значи го имаме одер, така да ова е тоа стасува и приубаво е за јадење. Вкупното производство во земјоделието годинава какво е според тебе на овој терен? Па рековме имаш измрзнување. Добро. Али приличито добро. Има, значи има поголемите, повисоките делови, значи кај што немаш измрзнување, приличито добро. Дали освен земјоделието ти е преокупација твоја на семејството или пак имате некој влијание и во друг дел сегмент од живењето? Па вака, Маријан, значи освен ова што го работиме, сакам многу и кулинарството. Аха. Тоа е наследно од мојата мајка, предпоставувам, пошто работеше во хотел Фени Кулвар. Така да у кујна многу сакам да готвам. Еве, учествувавме и во сезоната каде што беше Ване, мој пријател. Добро. Правевме еден убав ручек каде што имав многу гости и тоа се случува многу често, така да кај мене има стално гости. Отворено. Да, готвењето ми е одлична страна, значи Што е тоа да што се може Димче пофалам. да го подготви или кој е репертоар? Се. Нема нешто. Нема нешто што не може. Од овие карактеристични производи што овде се произведуваат, што би направил? Ајде да речеме од оштанекот правиме домашен џус. Навистина? Да, правиме домашен џус. Сакаш да кажеш дека ова што го произведуваш ти можеш и да го конзервираш? Точно. Значи си правиме за дома домашен џус. За продажба? Не, лично за нас. Сладко. Све, значи мармелад, сладко, така, компот, значи може до 200 тегли правиме. Консумираме сите. Навистина. Да. Така да тоа е многу работи. Многу работи. Сето тоа тука го правите во Да, на вашиот дома, имот? да, овде. Овде го правиме со мајка ми, со ќерка ми, значи сите се собираме, фамилиарно се прави, се сече, се
како мои процедурата, така да немаме никаков проблем. Тоа е за нас лично од срце кој ќе се направи и за преубаво и за консумирање, за јадење и така натаму. Тоа е. Димчо, овде го превршуваме овој разговор на ово убаво местенце. Прилично си оддалечен од село Рибарци, меѓутоа во една пријатна атмосфера со твојата мајка и со блиските од семејството сте упорни, останувате овде и се восхитувате на овие убавини. Така е. Можеш ли за крај да ни кажеш нешто? Па, да се работи секоја работа со љубов ќе има и добар резултат и... Дали те поттикна некој да бидеш вака вреден или не? Се учиш ли од некој? Па вака, моите родители секогаш ни учеа да работиме честно, поштено. Така да кажавме дека праски сме не сме одгледувале, самото место кога купивме овде, кога направивме куќа, и самото место не можеш да не насадиш да немаш. Те поттикнува, значи самата општина, значи самите дружења со пријателите, разговорите и така натаму. Ете, декар по декар станаа 20 декара. Така да тоа е тоа. Значи секоја работа, ако се работи со труд, со љубов пред се, значи има добар резултат, така да треба и од страна да се помага малце повеќе. Се надеваме за од година ќе биде подобро. Добро. Така да ќе има резултати. Секогаш оптимисти. Бевме во семејството Давчевски во Рибарци. Мислам дека имате сега една слика за тоа каква сезона на праски и на вкупно земјоделско производство имавме во овој регион. Ви благодарам, почитувани, што ни бевте на ова фреквенција и ви посакувам пријатно со нашата програма.